Посетата на првиот човек на турската дипломатија на Скопје донесе пораки за билатералните односи меѓу двете земји, за регионалната ситуација, но и за клучните глобални прашања во моментот. Хакан Фидан, кој важи за човек од доверба на турскиот претседател Ердоган, прво посака продолжување на добрите релации и политички и економски. Потоа и честиташе на новата влада на изборот, за на крај да каже што Анкара очекува од неа. Воедно се надеваме дека новата влада ќе има чувствителен пристап кон борбата против тероризмот, особено кон ФЕТО, зашто ФЕТО не е само опасност за Турција, туку и за сите земји каде е присутна оваа терористичка организација. Очекуваме Северна Македонија да даде помоќна поддршка во борбата со оваа терористичка организација. Не прецизираше колку ФЕТО е присутно во земјава и какви конкретни мерки Турција очекува домашните власти да преземат против организацијата на Фетула Ѓулен, која Анкара ја означи за терористичка. За регионот на Балканот, кој Фидан го нарече стратешки за Европа, пораката е дека сите прашања кои се извор на потенцијална дестабилизација мора да се решаваат на мирен начин, низ диалог. Турција има активен пристап за мирно решавање на проблемите кои продолжуваат во Босна и Херцеговина. Само преку диалог ги поддржуваме меѓународните иницијативи, го поддржуваме процесот меѓу Белград и Приштина, даваме максимален придонес. Имаме единствен начин, мирно преку диалог до решение за проблемите. На средбите со Владиниот врв биле отворени и прашањата на руската агресија врз Украина и ситуацијата на Блискиот Исток. Турција е вклучена во обидите за постигнување примирие и во двата конфликта. Разговаравме и разменивме мислења и за актуелните состојби во однос на руската воена агресија врз Украина, како и последните состојби на Блискиот Исток, споделувајќи ги нашите грижи и очекувања за смирување и завршување на сите воени действија и запирање на страдањата на цивилното население во засегнатите земји. Вандализмот во Газа продолжува и овој проблем се шири кон западниот брег. Нетањаху е главниот виновник за овој геноцид. За да ја задржи власта, продолжува да врши вандализам, ги саботира сите заложби за примирие, има деструктивен пристап со тоа што постојано поставува нови услови за примирие. И израелската јавност му се спротивставува на Нетањаху. Меѓународната заедница треба да го запре, зашто ако станеме тивки за масакрот, ние би учествувале во тој масакар. Хакан Фидан, кој се смета за можен политички наследник на Ердоган, на почетокот на годинава беше во регионот, ги посети Албанија, Бугарија и Романија. Сега е во Северна Македонија, земја со која Турција има долга историја на пријателски односи, но и силна економска соработка која достигна 1 милијарда евра трговска размена на годишно ниво. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.